Почитувани присутни, ве поканувам да ја проследиме третата панел дискусија на темата Пристап до финансии, на која што ќе биде модератор Ивана Станковиќ од Фондот за иновации и технолошки развој, а говорници ќе бидат директорот на Фондот за иновации и технолошки развој Коста Петров, South Central Ventures Ели Жабевска, X-Factor Акселератор Игор Андреев, ProCredit банка Милан Дамчевски и СИД клуб на бизнес ангели Драган Димитров. Слободно, како сакате. Здраво на сите. Би сакала да ги поздравам оние што остана и што се уште се будни после закуската, окей. Се надевам дека ќе имаме интересна дискусија, како воведување, како отварање. Да кажам најпрвин дека за овој панел се бараше екстра столче, што е исто интересен феномен, бидејќи во екосистемот сум од 2015 година и мислам дека последниве 2 години почна да се случува такво нешто и дека е одличен сигнал за тоа каде се наоѓаме во моментов и колку далеку сме стасале од тоа каде почнавме. Диме ги даде некој воведување. Ке кажев дека сме банда на вообичаените осомничени или usual suspects популарно, меѓутоа имаме и ново лице или свежа крв денеска со нас на сцената. Тоа е Милан и представува еден сектор кој што до сега не беше толку застапен во финансирањето на стартапите, односно банкарскиот сектор. Инаку се обидовме да направиме едно сумирање или представување на сите оние можности за финансирање на стартапи, следејќи го развојот на животниот развој на стартапите по онаа методологија што беше напомената на почетокот на Startup Commons. Значи имаме бизнис ангел Драган Димитров, имаме представник на Акселератор Игор Андреев, има представник на Venture Capital фонд. Фондот за иновации и технолошки развој би го ставила некаде измеѓу, односно како да ги пополнува дупките помеѓу сите тие фази, најмногу во фазата на pre-seed и seed финансирањето и на крајот доаѓа банкарскиот сектор, меѓутоа јас би сакала да почнам од крај и да го повикам Милан да ни даде кратко представување и да почнеме со прашањето зошто стартапите, која е мотивацијата на ProCredit да се отвори за соработка со овој тип со овој сектор со кој што можеби до сега не сте соработувале. Најпрво би сакал да ви се заблагодарам на поканата на Коста и на Фондот за иновации и за технолошки развој. Чисто накратко само за банката, како институција сме веќе 20 година на пазарот. За голем дел од компаниите, познати во јавноста како банка партнер на бизнисот, доминантно позиционирани во соработка со мали и средни предпријатија. Со големо пазарно учество тамо на 25% за мали и средни, 15% за сите бизнис клиенти. Искуството кое што го имаме стекнато во тој дел, и знаењето кое што го имаме како институција во соработка со тие мали и средни предпријатија, нормално би можеле да го аплицираме и на најмалите компании, односно на компаниите кои што сепак се во некој зачеток на својата работа, се на почетокот на, ајде како да кажам, своето бизнис патување, затоа што генерално и тие мали, средни, големи или корпоративни клиенти со кои што ние се работуваме денеска некогаш биле стартапи, некогаш биле помали. И на тие компании во тој момент, како што и сега им била потребна банка. Така да, како што ние во моментов соработуваме со таа група на компании, би сакале да ги отвориме вратите на банката малку подинамично, малку со поголем ангажман и ентузијазам од наша страна, затоа што навистина, како институција, како знаење, како тим на вработени, имаме што да понудиме во тој дел. Сега, кога разговараме за понуда, не е некој нов брейктру кој што до сега ние не сме го имале, или пак некој иновација која што ќе примениме на стартапите, а нешто ново кое што
Нели до сега не сме го правиле со малите и со средните предпријатија. Темата на разговор е пристап до финансирање, но ќе кажам дека пристапот до финансирање е само еден дел од тоа што сметам дека на ваков тип на компанија им е потребно. Не е само пристапот до финансирање, туку повеќе каков тип на финансирање овие компании ќе добијат, каква структура на кредит ќе добијат, каков финансиски совет ќе добијат, затоа што според мене за компанија која што е на самиот зачеток, најбитно е да добијат некоја потврда од банката дека се на прав пат, да имаат банка која што ќе биде во можност да направи добра квалитетна финансиска анализа, ќе може да им укаже на позитивните страни на нивниот бизнис, но и на ризиците, заканите кои што ги чекаат во периодот во кој што следува и нормално да им даде совет на кој начин најлесно ќе може да се митигираат истите или истите да се надминат. Ние како банка тоа го нудиме и сметам дека тоа е клучниот момент кој што може да го понудиме на стартапите, на малите компании, кои што се во една фаза на развој, кои што се во една фаза на експанзија, каде што навистина да финансиите можеби се битни, но пак ќе кажам од аспект на Прокредит банка и од мој личен аспект, најбитно е позитивниот совет и најбитно е да знаат дека во банката имаат партнер која што не само дава кредит, туку имаат банка која што нели сака тој бизнис да успее долгорочно да функционира и нормално да имаме заедничка партнерска соработка. Од аспект на, кој спомнавте ли, ризикот меѓутоа на страната на стартапот, како да го намали, дали за вас тоа што поддршката што има добивано или ја добиваат стартапите од ФИТР во процесот значи на некој начин намалување на ризикот ваш во влегување во соработката со... Секако, можам да кажам дека, да речеме, ако се навратиме на некој период од пред неколку години, кога беше доста лимитирана таа поддршка институционална на овие стартапи и сега, за банката маргината во ризикот е значително различна. Затоа што многу е битно, ние како банка кога анализираме одредена историја на компанијата. Битно ние каква е моменталната ситуација, нели дури доколку е стартап, ние не би можеле да финансираме стартап кој што има основана фирмата вчера. Сепак треба да видиме, нели, одредена историја, треба да видиме одреден временски период во кој што компанијата работи, покажува некаков резултат, но треба да видиме и некоја стабилност. Стабилноста која што во минатото, нели, млад предприемач кој што има идеја, но нема доволно капитал да го вметне во фирмата за да може таа фирма да крене на некој здраве нозе, со влегување на фондот за иновација во целата приказна сега тоа го имаме. Затоа што иницијалното учество во самата идеја или тој како да кажам сопствен капитал кој што новата компанија може да го има, а во минатото беше многу тешко некој млад предприемач да го обезбеди, сега со фондот за иновации, нели, стои на располагање затоа што друго е кога карикирам, ако е потребно 50.000 евра за одредена идеја да биде аплицирана и одреден продукт или одредена услуга да биде ставена во процес сериско производство или пак да биде понудена на пазарот, дојде некој човек со таа идеја, колку и да е добра, колку и да е добар менаџерот, да ги побара тие средства, а при тоа нема никаков влог, за банката тоа е ризичен пласман. Но доколку имаме позади тоа, нели, институција како фондот за иновации, каде што учествува со 50-60% од самата инвестиција за банката, тоа е знак дека да, има некој кој што стои позади тоа е влогот на некој начин на собственикот, тој грант кој што го добива од страна на фондот за иновации или пак, нели, одредена помош која што треба во иднина со успешно функционирање на компанијата да го врати назад, нели, доколку се искомерцијализира целата таа идеја, за банката, нели, е митигирање на ризикот и е, нели, на некој начин полеснет пристапот за добивање на кредит. Ме радува што имаме неколку банки што влегуваат во, останува, значи најавени се пакетите, останува да направиме, не знам, 6 месеци, година дена потоа да видиме што практично се финансирало и кои ќе бидат резултатите. Ви посакувам многу успехи и да има доста стартапи кои ќе бидат финансирани со помош на овие пакети. Во однос на делот на пак ризикот е поврзан со ризикот, меѓутоа пак е поврзан и со улогата на фондот која што има на нашиот пазар и која што игра во моментов. Ме интересира кај останатите во делот на некогаш и сега и на прашањето кој што е поврзано со истражувањето на Стартап Македонија, каква е сегашната состојба на нашиот пазар
со стартапите, што е тоа што они го бараат од инвеститорите, во која фаза пристапуваат до инвеститори, сепак се гледа доста не поклопување, како да кажеме. Износите на инвестициите кои што се бараат се превисоки за фазата во која што се наоѓа стартапот. Значи станува збор за некои несогласувања во очекувањата, најчесто на страната на предприемачите, и самите инвеститори интервјуирани во истражувањето велат дека пак ни фалат investment ready проекти. Што е она што практично недостасува за да можат тие да бидат investment ready? Ова повеќе насочено и за Игор, и за Ели, па дури и за Драган, меѓутоа, иако не во многу рана фаза, повеќе би рекла за институционалниве инвеститори, па не знам, еве Игор ми се смешкаш од преѓе. Првен би сакал да се заблагодарам за поканата за присуство на денешниот самит. Наистина ми е драго што сум дел од истиот. Се надевам дека ќе прерасне во традиција и во следните години и на следниот самит наместо успешни приказни да зборуваме за успешни бизниси од Македонија во светски рамки. Сега јас се зборувам, не знам, од позиција на приватен инвеститор, институционален инвеститор, подржан од Фондот за иновации преку Светска банка. Ние како X-Factor акселератор сме хибрите практично, така? Па да, ние сме четворица приватни инвеститори кои што започнавме ова наша приказна пред 3 години со поддршка на фондот преку Светска банка. И можам да кажам дека навистина беше голем предизвик за нас да стартот на ова приказна. Јас лично ја живеев многу поодамна, меѓутоа еве сега и дојде редот пред 3 години да се реализира и посебно ми е драго што се реализира за прв пат и надвор од Скопје и ние сме првиот и единствен акселератор формиран надвор од Скопје. И имавме тешки почетоци, не беше лесно, морам да кажам на почетокот. Навистина тешко беше да објасниме што е стартап, пошто во Скопје стартап сцената и така се почна да се случуваат многу работи. Меѓутоа надвор од Скопје искрено да се случува, меѓутоа со некој побавно темпо. И ние тргнавме во потрага по инвеститори. Од почеток имавме проблем да ги воспоставиме правилата на игра. Имавме искуство животно, сите ние сме луѓе кои што имаат и собствени бизниси и имаат искуство академско, предприемачко, консултантско, бизнис сферата. Меѓутоа тука многу ни се помогна Фондот за иновации, SIP програмат и така натаму да ги воспоставиме правилата на игра и многу брзо влеговме у целата ова сфера. Што им недостасува на стартапите? Од почеток морам да кажам, и ние лутавме, значи се баравме, тргнавме со еден концепт, дека ќе бараме стартапи на ниво на идеја, значи во рана фаза, па до 30.000 евра ќе ги поддржиме во прва фаза, па понатаму ќе продолжиме, ќе ги следиме, тоа беше генерално оној почетниот концепт, меѓутоа како и секој стартап, така и ние како стартап акселераторот, свативме дека тоа во постоечкиот контекст на поставеност на стартап сцената во Македонија и на изворите на финансирање на некој начин не е тоа што го бара пазарот од нас и што го очекува од нас пазарот. Што сакам да кажам? Фондот за иновации го покри тој дел од фаза на идеја до 30.000, 40, 50.000 евра. И тоа е одлична работа што се случува во Македонија. Мислам и ние како инвеститори навистина свативме дека всушност Фондот за иновација тој кој што во најголем дел треба да го покрие овој дел. И со тек на време во првиот инвестициски, низ првиот и низ вториот инвестициски циклус, еве сега сме во екот на третиот инвестициски циклус, малце искристализиравме работава, ни се исчисти и нас бизнес моделот, а тоа дека ние всушност како акселератори, приватни инвеститори, најдобро е да ги пречекаме во некоја следна фаза и тоа и стартапите на некој начин го очекува од нас, од 40-50.000 евра до 100.000 евра, па и можем да кажем повеќе. Ние сме ограничени, лимитирани, можеме да инвестираме максимум до 100.000 евра.
Меѓутоа, мислам дека има потреба да се покрие уште еден гап до кои 150-200.000 евра. Тоа е нешто што стартапите од нас го очекуваат, тоа е нашето искуство и ние веќе дојдовме до ситуација да во овој последниот повик да на некој начин јасно прецизираме дека бараме стартапи кои што веќе имаат креирано нели производ, по можности product market fit направено, по можност, не мора, но тоа е плюс у нашиот процес на евалуација и на селекција. Нас, тоа што фондот поддржал одреден стартап, на некој начин ни е сигнал, прво ни го намалува нас ризикот како приватни инвеститори, од една страна, од втора страна сигнала дека со поддршка на фондот од идеја до негде се стасало, се развил производов до прототип, по можности MVP и сега веќе ние со наша поддршка и финансиска, но пред се менторска поддршка да ги кренеме да го направат клучниот ишчекор, а клучниот ишчекор за нас е пазарот да ги верификува овие сите производи, затоа што на крајот на денот се почнува и се завршува со клиентите, тоа веќе се кажа во повеќе наврати овде. Меѓутоа од позиција на инвеститор, навистина најважно е да видиме дека пазарот го верификува овој производ. Значи, најголемите предизвици за нас беа со стартапиве да сватат стартапиве дека не секоја идеја може да биде успешен бизнис, тоа е првото нешто. Второто, не секој производ дека ќе биде прифатен од страна на клиентите. И третата работа, дека не секој производ и прифатен од клиентите ќе прави пари, кои што ќе ги задоволи и фаундерсот, значи основачот, но и инвеститорите, шерхолдерите, кои што влеваат во некоја подоцнешна фаза за да го кренат стартап. Така, значи, реално кај вас помогна улогата на фондот за креирање на тој некој пайплайн. Па да. Иако не знам, може би поприродно, јас кога би го размислувала, би гледала дека она што би излегувало од фондот, може би требало биде пофатено од VC фонд. Меѓутоа, еве, не знам, мислам дека ретко е искуството на СЦВ да налета на некој кој што би бил VC ready. Мислам дека имаше првата инвестиција на СЦВ, не мислам, него знам, бичо бев во СЦВ тогаш кога се направи. Првата инвестиција беше претходно поддржана од Фондот за иновации, меѓутоа понатаму мислам дека немате финансирано други проекти, други компании. Да. Благодарам прво јас на поканата за учество на панел дискусијата. СЦВ е оперативен на пазарот во нашата земја од своето основање од 2015 година. Не мислам дека од секогаш сме едни од главните чинители на екосистемот, со задоволство го поддржуваме. Да, убаво кажа, од таа прва инвестиција во изминатиот период немаме поддржано друга инвестиција која што најпрво била поддржана од Фондот за иновации. Меѓутоа треба да се зема предвид и специфичноста на активностите на СЦВ како фонд, имајќи предвид дека фондот е со регионален фокус, што значи дека нашите активности и расположливи средства се дистрибуираат во сите земји од регионот на Западен Балкан. Па така, од 26 компании моментално во нашето портфолио, само 4 се во Македонија. Тоа е една работа. Друга работа е во изминатата година, СЦВ како фонд беше во последната година од својот инвестициски период и во минатата година навистина нашиот праг на посакувана инвестиција беше доста зголемен. Баравме компании кои што се баш во подоцнешна фаза на развој и поради тој аспект дополнително помалку гледавме побарувачка овде во нашата земја. Меѓутоа, од моје барем лично мислење дека кога една компанија е поддржана било од Фондот за иновации или од некоја акселераторска програма, тоа е одлична потврда за нивната заложба да успеат. Нормално СЦВ со големо искуство во овој бизнис модел на функционирање и финансирање има собствен начин на проценка на ризикот и анализа на таа компанија. Меѓутоа, секако добивање на инвестиција од друг чинител на пазарот е потврда и потребна за премостување на развојот на компанијата до оној момент додека дојде подготвена да пристапи кон VC фонд. Јас мислам дека улогата па еве и на фондот и на акселераторите во оној дел на менторство кој што го даваат на компаниите треба да биде и мрежата на контакти кои им ја овозможуваат. И тоа е она што ќе биде клучно понатаму за развој на една компанија и клучно ќе биде тие да знаат да искористат таа мрежа на контакти.
Ние од СЦВ редовно сме ментори во различни акцелераторски програми и на вистина добиваме извор на информации што се случува во екосистемите, во земите од регионот. Друг проблем во соработката не се ни толку ни финансиите, не се ни толку ни, би рекла, оние нели стандардни работи кои што ги споменуваме дека стартапите од технолошки аспект немаат проблем, меѓутоа имаат проблем со недостаток на квалификации во одредени нели бизнис аспекти од развој на компанијата. Тоа мислам и дека е подобрано во последниот период. Проблемот е се уште нивната нетрпеливост и она дека бараат финансирање сега и веднаш и овде. Од моје искуство досега и оние компании кои што јас ги имам вака поминато со анализа, тоа ми било проблемот, дека бараат веднаш инвестиција. Прва работа, а втора работа многу важна е неподготвеноста да се гради однос со инвеститорот, да се гради таа мрежа на контакти која што не мора да се искористи веднаш за инвестиција во моментот, меѓутоа и како може да се најде во текот на развојот на компанијата. Така што мислам дека дефинитивно добро е за компанија која ќе помине низ некаква програма и заради мрежата на контакти која што треба тамо да ја добијат и да се подготват, да градат долгорочен однос со инвеститори, бидејќи во делот барем на VC фондовите, партнерството е маратон, кој што трае најмалку 5 години, 7, некогаш и 10, додека не се излезе од инвестицијата и треба и инвеститорите и компанијата да бидат подготвени и соработката да е изградена врз цврсти темели. Сваќам комплетно, мислам дека барем во моето лично искуство, она што викаат, не си во моментов подготвен, меѓутоа јави се после 3 месеци или после 6 месеци, обично тоа се случувало со стартапи што имаат основачи кои што се лоцирани дали во UK, во Германија или Швајцарија, во некој друг екосистем, предпоставам ради поинаквата бизнис клима, како да кажеме, па навиката на долгорочното комуницирање со потенцијален инвеститор е као од старт ingrained. Да, мислам, клучно е нивната нетрпеливост. Мене ми се случило со неколку компании, како што реков, изминатава година, нашиот фокус беше, ние секако имаме специфичен фокус и специфична фаза на развој на компанијата во која влегуваме, меѓутоа изминатата година и тој праг беше подигнат малку повисоко, што значи барем со неколку компании со кои што разговарав, има интересни решенија, меѓутоа со дадено соодветно образложение зошто во моментов не сме подготвени, меѓутоа да останеме во контакт, нели, редовно информирајте ме за вашите активности, развој и слично. Не сум добила ни повратно благодарам на имејлот, а камоли нешто повеќе. Така што мислам дека треба да се работи на тој мајндсет и таа култура на соработка со инвеститори кои што се ваши партнери и се на истата страна на која што сте вие. Така. Драган доаѓа баш на почетокот, значи се среќаваш со компании, не се ни компании, предприемачи кои што имаат идеја. СИД клубот постои, па мислам дека и паралелно со ФИТЕР и со СЦВ 2015, 16, 17, не сум сигурна, меѓутоа веќе подолго време постои. Меѓутоа бројот на инвестициите е релативно мал. Вие работите, меѓутоа, како викаат, there's only so much you can do, пошто постои, нема повеќе такви ангел клубови кај нас. Би требало, да речеме, вие да бидете главниот извор, некој кој што ќе биде поддржан со ангел инвестиција, па после да биде пофатен од акцелератор, па од venture capital фонд или слично, и на некој начин природно да се развива. Што е проблемот? Знаеме дека имаме доста и индивидуалци кои што имаат, кои што се сега за наши услови би рекле дека се high net worth individuals, меѓутоа што недостига за да се развие овој сегмент и да имаме повеќе ангели инвеститори и повеќе вакви инвестиции. Благодарам, Ивана. Еве пред себе сакал Средина. Тоа на средина. Благодарам, Иван, за прашањето. Би сакал на почеток да поздравам оваа конференција, која што мислам дека
фалеше во изминатиот период. Последната, кој се сеќавам, нешто слично беше 2019 од PricewaterhouseCoopers, така што и пожелам на организаторите понатаму да стане ова некоја традиција. Ние сме, јако што знам, некои статистики немам, првиот бизнес ангел клуб, негде 2014-2015 активно започнавме со работа. Имаме 6 инвестиции, што за тој период и не се многу. Статистички гледано имаме две, една многу успешна, тоа беше Петер од Бренстер тука, навистина надвор од сите очекувања, па и најоптимистички да речам. Нормално, има некои што не се успешни, има некои што се понови, лани последната ја завршивме. Причината за малиот број на инвестиции би ја насочил во два сегмента, што е најнормално, понуда побарувачка, или имате идеи, немате доволно бизнес ангели, или пак некој пат имавме добра група на бизнес ангели, а ни недостасува идеи. Односно, идеи имаше, само што не го пројде овој прв филтер, да кажем. Милието кога ние почнавме е сосема различно од денеска. Значи, нити филтера го имаше тогаш, нити пак некои други институционални асоциации, или како да кажам, уделот на стартапите, може би само некои хабови или како ги вика тогаш инкубатори, постоја, ма тие дава поише институционална поддршка наместо финансиска. И сето тоа влијае да и ние се развиваме побрзо или поспоро. Мислам дека оваа година веќе е нешто доста повише направен помак у делот на понудата. Значи веќе се зголемуваат интересот кај бизнес ангелите, а тоа се луѓе кои што се докажале во својот бизнес, нели сега веќе можат да се јават со своето предсезнаење, нели не се тука битни толку финансиите, колку пари ќе дадеме, колку што ќе помогнеме на бизнес ангелите на предприемачите во развојот на нивната идеја. И ете, од тогаш таа празнина, бидејќи ние сме првата порта кај што некој ќе дојде. Ние фактички што велите фирма дали има или нема, идејата ја финансираме. Тој некој меѓупростор и со појавата на фитера се доста пополнува и доста разигрува, така што ја не би рекол дека тоа е некоја конкуренција далеко од тоа. Напротив, тоа е еден значен дел од целокупниот мозаик да на сите нас ни даде еден потек понатаму што поише да работиме со стартапите. Најбавата за на крај. Се зезам. Мислам дека повеќето се потенцираше позитивните ефекти од улогата на фондот на пазарот. Спомна Коста и во почетното обраќање дека се планираат и други активности со нови инструменти како инвестициски фонд. Мислам дека во првиот панел се разговараше дека може би треба сега следната фаза на развојот на екосистемот да биде ставена во фокусот на инвеститорите, па сега малку повеќе во однос на тоа, значи тоа ќе значи и проширување нели на портфолиото на фитера. Го гледаме дека во доста сегменти се појавува. Се од едната страна е окей, гледаме пополнување на дупки, гледаме елиминирање на ризици. Меѓутоа дали постои можеби ризик од висока концентрација и на улогата на државата во градењето на екосистемот и каде би одел следниот чекор во смисла на одржливоста, а после ќе ги повикам и останатите во однос на подготвеноста на нашиот екосистем, бидејќи повеќе го познаваме од финансиска гледна точка за нови вакови типови на фондови, бидејќи во моментов се само СЕАФ и South Central Ventures кои што функционираат по тој принцип. Работио? Да. Фала ти, Ивано, фала ви на сите што сте дел од панелов. Навистина имавме неколку сати супер дискусија. Знаеш дека оваа тема мене многу ми е интересна, некогаш со Ивана се караме на оваа тема, некогаш имаме различни ставови.
Од неколку аспекти ќе ја покријам темава. Ја и вчера имаш овде каде настав и исто го кажав и сакам го повторам. Од една страна, истражувањаво ме прави, што го направи Стартап Македонија, ме прави многу горд, бидејќи сум дел од институција која што мислам сега да не звучам нескромно, меѓутоа клучен фактор во развојот на стартап екосистемот. Од друга страна ме прави тоа и многу депресивен, дека државата е најголем инвеститор во стартапи во еден екосистем. Некое мое мислење дека тој двигател треба да биде приватниот сектор. Приватниот сектор, приватните инвеститори, тие што ќе треба нас да не насочат кои инструменти да ги развиваме. Малце е жално што во моментов кај нас е обратно. Дека реално ние ја водиме играта. Сите велат немаме стартапи за инвестирање. Ја мислам дека немаме инвеститори што сакаат да инвестираат. Стартапи се високоризична категорија. Што значи дека не може да се очекува финансиите да ви се вратат одма, не може да ви се даде гаранција дека стартапот ќе успее, меѓутоа тоа е убавината на стартап екосистемот. Преку разговори со најразлични чинители, тоа и со нашите акселератори цело време го разговараме. Оние кои што треба да инвестираат во високоризични компании, со оние кои што најмногу се плашат од ризици. Што мислам дека е апсолутно погрешно. Пак ќе кажам, горд сум на работата на сите чинители, меѓутоа мислам дека треба да дојде време кога приватниот сектор ќе ги преземе одговорностите кои што следуваат со кои што стартап екосистемот всушност и ги бара. Зошто инвестицијски фонд? Затоа што ние сме одлични во таа прва фаза на финансирање. Дори во истражувањето на над 60% од стартапите велат дека фондот им е прва опција за пристап за финанси. 70% од испитаниците биле наши корисници. И сега ние сме супер во таа фаза, каде што ја мислам и како фондот треба да ни е тоа улогата на почетокот да помогнеме да се реализира некаква бизнис идеја. Моје некои очекувања дека од кога ние ќе ја реализираме таа бизнис идеја, приватниот сектор, инвестицијски фондови, бизнис ангели ќе ја преземат идејата и ќе ја направат реалност. Реалноста дека тоа не се случува и прашањето кој што јас си го поставувам и кој што со вас го разговарам секој ден, ако не ние, тогаш кој ќе го направи тоа? И поради тоа неколку години се збори во фондот за регистрирање на инвестицијски фонд и цело време викаме има законски пречки. Ние седнаме со Светска банка и најдовме начин како да регистрираме инвестицијски фонд и со постоечкиве закони. Моделот е малце поразличен од тоа како што би требало да биде, меѓутоа ни дава модел каде што ние како државна агенција ќе регистрираме приватна фирма која што потоа ќе регистрира инвестицијски фонд. Во моментов ја финализираме физибилити студијата со Светска банка. Тикети ќе бидат негде од 200.000 до 2 милиони евра. Некои мои очекувања дека ќе правиме отприлика 5 до 6 инвестиции од 500.000 евра. И верувам дека кога ќе развиеме ние таква една лепеза на услуги, прво ние си ги знаеме нашите стартапи. Мислам, ако не можете да најдете квалитетни стартапи, слободно јавете ни се, ќе ви кажеме кој како се развива, бидејќи сме една од ретките државни институции кај што секој евро знаеме како се инвестира. И сега кога ќе гледаме тоа портфолио на стартапи, се разбира ќе си има advisor комитет, инвестицијскиот фонд и сите тие работи, меѓутоа во многу наши стартапи гледам потенцијал каде што ако во следнава година или во следниве 2 години некој не инвестира, тие ќе згаснат. И тоа мене ми е всушност и најголемиот страв што постои, што имаме стартапи кои што имаат огромен потенцијал, инвеститори кои што се екстра спори, а знаете, никој странски инвеститор нема да инвестира во вас ако вие веќе на домашен пазар не сте некако етаблирани. Значи, прво ве прашуваат како сте позиционирани на локален пазар. Ако го немате добриот одговор, второ ве прашуваат кој инвестира. На повеќето ќе кажат фонд за иновации. Меѓутоа, третиот и најважниот одговор, кој локален инвеститор инвестирал во вас. Повеќето стартапи тоа го немат и тоа е поразително. Навистина, за мене ова е многу болна тема и ако има една поента,
стартап екосистемот има порака до владата, јас како директор на државна институција имам порака до приватниот сектор да не изиграваме сега лудила. Дека имаме богаташи, имаме топ компании кои што се многу профитабилни, кои што не инвестираат. Ние имаме најголеми македонски брендови кои што не соработуваат со стартапи. Тоа е поразително. Тоа е поразително, дека ние мора да идеме странски компании и странски инвестициски фондови да одиме да молиме за финанси, кога финансите ги имаме тука. И оваа игра мораме ние заеднички да ја промениме. И мене многу ми е жал што фондот мора да биде тој што ќе ги размрда работите. Меѓутоа сметам дека кога ние ќе почнеме да инвестираме пари, дека некое реално движење ќе биде дека и приватниот сектор ќе се разбуди, бидејќи ние кога ќе го регистрираме инвестицијскиот фонд, ние веднаш ќе ги ставиме нашите пари во фондот као гаранција дека ова ќе успее. На крајот од денот, знам со тебе често разговараме, ама што ако има промени во власта, па сепак е сопственик на фондот е државата, окей. Ама пак ќе даеме на 5-6 компании 500.000 евра и ќе им дадеме можност да направат нешто. На крајот од денот ризикот е огромен. Меѓутоа, пак ќе кажам, имаме стартапи. Имаме стартапи за инвестирање. Ајде сите маца да се разбудиме, поактивно да работиме и да им помогнеме на стартапиве. Бидејќи како ќе градиме ние не можеме да градиме стартап екосистем со државата како клучен фактор во стартап екосистемот. Не ме сваќате погрешно. За мене е супер, ама реално една капиталистичка држава, европска држава, која што сака да биде стартап хаб, тоа значи дека приватниот сектор, приватните инвеститори ќе бидат предводници, а ние како држава ќе ги следиме, а не обратно. Извинете ако навредим некого, не ми беше тоа поинтата, ама мора да се искараме некогаш малку. Не, мислам, дефинитивно бенефити од тоа да постои државен инвестициски фонд ќе постојат. Значи, знаеме искуства од околните соседните држави, словенците го поминаа тоа, хрватите го поминаа. Мислевме како во насока на тоа дали можеме да научиме од нивните искуства, ама реално да не беа тие државни фондови, од нив излегоа првите менаџери на приватните фондови после тоа. Така да на некој начин капацитетот се гради. Сега прашање е, не знам, можеби тука ќе може и Драган нешто да каже, бидејќи го познава доста финансискиот сектор и како консултант и како ревизор и поранешен банкар, дали имаме ние во моментов менаџерски тимови, односно инвестмент менеджмент тимови или капацитет да излезат сега храбри луѓе кои што ќе се нафатат да менаџираат фонд кој што би бил парцијално или можеби доминантно финансиран од државата, ама и самите да одат во фандрейзинг и да приберат капитал од приватниот сектор. И тука би рекла може и со еден астериск дали би се размрдал и пензискиот, осигурителниот, банкарскиот сектор да инвестира во овие алтернативни, ако се јави таков тип на потреба. Би завршила можеби со ова прашање, бидејќи мислам дека го пречекоривме прилично. Ама убаво ни е. Да. Еве, сосема кратко. Мислам дека има луѓе талентирани и менаџери кои што може да се зафатат со оваа работа. Идејата за државен фонд, за инвестициски фонд, извинете, ја слушнав денеска, многу ме израдува и мислам дека ова што кажа директорот на ФИТЕР, дека фали приватниот сектор, точно тој фонд ќе биде некој јадро кај што ќе се соберат и државните и приватните пари за да се инвестира во еди какви инвестиции, со тоа што ќе добиеме многу по-ефикасно инвестирање, за разлика од тоа да сите ги гледам. Ние ќе останеме бизнес ангели, овие ќе се останат венчер капитал фондови, така натаму, пошто за секој има некое место, али тој фонд мора да се осмисли како нешто што ќе биде некоја си, како го вика оноа, public-private partnership, значи некој мост, некој фонд на приватниот и државниот сектор. Оти така ќе добиеме ефикасен фонд и и успешен. Тоа е мојот апел, а дека има луѓе, има. Ние само во Македонија имаме пример 4-5 CFA со завршен Certified Financial Analysis од Америка, така што менаџери не се секирете ќе се најдат.
би сакала да тука на оваа можеби најпозитивна нота и да ја завршиме дискусијата. За знам дека малку повеќе од предвиденото време, меѓутоа мислам дека ние вака би можеле да си продолжиме и до задутре да разговараме за развојов на финансискиот систем и секторот во насока на финансирање на стартапи. Ако, не знам, ако имате по една реченица за клоузинг и тука да... Игор, повеќе. Благодарам. Уклучив ова. Ало, да. Се слушаме? Окей. Значи, ептен ме бенди са дискусијава на директорот. Значи, нема збор. Значи, тоа е тоа. Во пазарна економија, приватниот сектор треба да води, државата треба да следи и да поддржува и да создава услови. Тоа е тоа. Директно, во контекст на она дека бавно се одвиваат работите, се согласувам дека бавно се одвиваат работите. Еве, ние направивме 2 инвестиции за 2,5 години, во секој циклус по една инвестиција. Сме најбрзи од останатите, ама и тоа е бавно. Значи, не дека сме многу задоволни со тоа. Се надеваме дека до крај на година уште едно 2-3 инвестиции у најмала рака. Значи, ќе направиме и ќе излеземе со 5 инвестиции. Мислам дека реални се тие очекувања и можам ја да кажам во моје име и во име на моите партнери, во име на акселераторот, ние сме спремни. Значи, посебно оној Гапшо го кажа од 40-50 евра, еве до 200, 150, 200 евра, ние сме спремни како инвеститори приватни, но и сите приватни инвеститори и луѓе кои што гравитираат околу нас се поприлично во голем број, кои што на дневна основа што се вика не прашуваат што правите, не следат, не чекаат, значи чекаат да тргне работата, а мислам, знаете што чекаат највеќе? Юникорн. Значи, дајте да ги вложиме сите капацитети, мислам дека тоа ќе биде клучниот тригер, што ќе ја заживее оваа ситуација, да идентификуваме 20, 30, 50 стартапи кои што имаат потенцијал за оваа тема и сите да се вложиме во најбрзо можно време да ги стварно да ги направиме звезди да успеат. И мислам дека тоа ќе биде клучниот тригер. Ние како приватни инвеститори навистина сме спремни и еве, и со менаџерски капацитети, и со инвестициски, финансиски капацитети, здравје Боже, значи со менторски капацитети, и со луѓе околу нас, така да, еве, подаваме рака, изразуваме спремност, тука сме. Одлично. Моје мислење е дека малата група на ентузијасти кои што има почнато во 2014-15 година да ги поставува темелите на стартап екосистемот во нашата земја, одлично има завршена работата до сега. Од друга страна, Фондот за иновации е станат buzzword, и барем по социјални медиуми и слично. Значи, не... да, прича се, дефинитивно. Што значи дека има движење, дефинитивно. За развој на екосистемот потребни се, мислам дека потребно едно пошироко разбирање на неговата потреба од останатите чинители кои што не завршуваат кај тие ентузијасти кои што работеа до сега и не завршуваат со Фондот за иновации. Значи, потребна е поддршка од целокупната јавна администрација во однос на подесување и усогласување на регулативата и давање можности за формирање на слични венчури и останати можности за инвестирање. Потоа е потребно разбирање и од финансискиот сектор, вкупен, не само банкарскиот и останатите. Така што потребно е едно пошироко разбирање на потребата од развивање на овој стартап екосистем. Мене ми се допаѓаат успешните приказни, да не одиме подалеку, еве и Бугарија тука до нас или Полска, каде што да, државата е главен двигател, меѓутоа во соработка со приватни инвеститори, што па така си имаат направено 20-30 плюс venture capital фондови, меѓутоа треба да имаме нешто пред... Мене постоењето на нови еквити фондови ми е предизвик од 3 аспекти. Прво е поместување одредени во регулативата и во регулаторните тела, кои што ќе треба да се занимаваат со супервизија и надзор на таквите фондови, иако регулативата европска не е многу страшна во тој дел и може лесно тоа да се премости, меѓутоа сепак треба разбирање и подготвено за тоа да се следи. Втор аспект ми е приватните инвеститори, бидејќи сите тие VC фондови во останатите земји се мечинг инвестиции на државата, меѓутоа и на приватниот сектор. Така што потребно е домашните
инвеститори, големи компании да го разберат овој бизнис модел на функционирање и овој ризик и да го прифатат. Тоа е вториот предизвик. Третиот предизвик е она што рековме, тимот кој ќе управува со такви фондови. И јас сметам дека најверојатно може да се најдат лесно луѓе кои што би се нафатиле. Меѓутоа, во секој случај, свесноста за овој тип на бизнис модел на функционирање и на финансирање треба да се прошири, разбирањето треба да се прошири. Значи, сега не е се проблем само стартапите, дали разбираат, дали се инвестмент реди или не, туку малку е расширена приказната, што е добро, дефинитивно. Јас од име на СЦВ само можам да најавам дека ние сме во последна фаза од процесот наш на подигнување на следен фонд, кој се надеваме дека ќе биде оперативен најдоцна до крајот на годината. Станува збор за поголем износ на парични средства, таргетираме 70 плюс милиони евра, кои ќе бидат на располагање и за нашата земја, меѓутоа и за останатите земји од регионот на Западен Балкан. Така што да се собереме повторно следната година, па да ги споделиме искуствата и успесите. Фала ти многу, мислам дека одлично ги сумираше онака клучните предизвици и дефинитивно се согласувам во однос на тој момент. Милан, со тебе почнав и ќе завршиме, предпоставувам. Како што кажа и останатите говорници, комплетно се согласувам дека нели многу е важно што стана многу поактивен муабетот за стартап, за млади нови компании, кои што во минатото, нели, можеби беше некаде на маргините. Треба сите да сватиме дека нели и сегашните големи успешни компании со кои што работиме, се гордееме, некогаш биле стартапи. Така да многу е битно пред се нели да разбереме која е важноста на секоја алка во системот и сите да се трудиме на свој начин да дадеме допринос на развојот на овие компании, затоа што тоа што нели мене највеќе како личност и како нели човек од банкарскиот сектор ме разочарува е кога ќе видам дека нели бројот на новоотворени фирми во текот на годината и бројот на затворени компании во текот на годината горе доле и не е многу различен, што значи дека многу луѓе кои што пробале, се обиделе да почнат да работат нешто, имале некоја неуспешна приказна. Предпоставувам дека во најголем дел не е поради тоа што немало ентузијазам или немало добра идеја, туку поради тоа што сите тие компании биле некаде можеби загубени во лавиринтот и предизвиците кои што се соочуваат, а како млад човек или не е битно човек со идеја кој што сака да направи нешто ново, едноставно нема доволно време да ја развива идејата, а да се фокусира на сите останати работи кои што може да бидат нели пречка и во градење на тој бизнис, која што патем речено не е воопшто едноставна работа. Така да нели од име на Прокредит банка, ние како институција сме тука заедно со нели нашиот тим на вработени, експертизата, ентузијазмот кој што го имаме нели за поддршка на овој сектор, да го споделиме знаењето кој што го имаме од соработката со мали и средни предпријатија и нормално нели преку некоја советодавна улога, градење на нели долгорочен партнерски однос, да помогнеме на овие компании нели да излезат на прав пат, да бидат функционални, да придонесуваат кон нели развој на нашата економија, раст на GDP, отварање на нови работни места. На крај идејата е да се спречи одливот на мозоци надвор, затоа што доколку успеат тие луѓе ќе останат тука, ќе вработуваат нели нови млади индивидуи, така да сметам дека сите овие работи кои што се прават не носат на некој добар пат. Мислам дека како сите овие работи се сумираат или се сублимираат и во некои од иницијативите во последно време што ги презема Фондот за иновации како програмата за корпоративна иновативност. Значи, ако не успееме сега да креираме corporate venture capital, може би ги мотивирале овие големи корпорации да инвестираат во фонд. Коста? Не, ја мислам дека ако вака се собираме почесто, мислам дека работиве ќе ги смениме за неколку месеци. Мислам диалогот е клучен, да продолжиме да разговараме. Ова е одличен почеток. Меѓутоа стварно мислам дека треба почесто да се среќаваме и да разговараме, бидејќи реалноста е дека тоа се чинителите. Ако некој може да промени, тоа сме ние. Од друга страна, мислам дека не постои подобар момент сега, завршува кризава со COVID-19, се враќа тоа некаков ентузијазам кај луѓето, ќе почнат и компанија повеќе да трошат и луѓето, така да мислам може да ни се случи тоа економско чудо. Јас сепак се гордам што сме сите тука денеска, стварно отворивме супер теми, супер дискусии.
да продолжиме да разговараме, меѓутоа да не остане само на разговарање, да ги менуваме работите, бидејќи потенцијалот е навистина огромен. Мислам дека немам ништо посебно да додадам за да се надоврзам на ова. Сакам уште еднаш да им заблагодарам на сите и да се извинам уште еднаш на публиката што го пречекоривме на времето. Се надам дека и вие уживавте исто толку колку и ние на самата на сценава. Следна и последна панел дискусија за денеска е дискусијата на тема импакт бизниси водени во Република Северна Македонија, предности и предизвици, која што ќе биде модерирана од страна на Кристијан Милевски, го поканувам на сцената од Бизнес Импакт Лаб. И говорници Горјан Јовановски, Мој воздух, Асип Зекир, Реди рециклажа, и онлайн ги имаме Бистра Кумбаровска, представник на Стартап Советот, и Владимир Вуксановиќ од Оргалайф. Сакам специјално да им се обратам на Бистра и на Владимир, да ве поздравам срдечно, ствари треба вамо на камера да ве поздравам. Добре дојдовте на панелов. За мене е малце трики и чудна ситуација, сега не знам кај да гледам, сакам вас да ве гледам, а уствари за да ме гледате треба во камера, ама мислам дека ќе се снајдеме. Битно е да поентираме и битно е да видиме кои сме ние, што правиме, што значи импактот, зошто е веќе досадно да се развиваат бизнеси кои што немаат импакт компонента и зошто сето тоа е понатамо вредно за самите компании. Би сакал на кратко, ги имаме Горјан и Асип тука, Владимир и Бистра, од прилика ни објасни, Диме ги најави со нивните позиции од каде доаѓаат. Меѓутоа би сакал како некој кој што работам во сферата на социјалното претприемништво, односно со текот на годините и некако повеќе милуваме да ги викаме импакт предприемачи, заради тоа што некогаш тоа социјално знае да оди во некоја друга сфера и секогаш е појасно кога ги кажуваме работите такви какви што се. Горјан, здраво, официјално. Горјан е некој кој што почна своја приказна. Сакам да слушнам од тебе дали во моментот кога го постигна, не, сега во овај момент имаш постигнато одредено ниво. Дали во моментот кога почнуваше со твојата приказна, те интересираше нешто друго освен твоето влијание кое што сакаш да го имплицираш некако со одредена дејност? Искрено ти кажам, значи на почетокот беше, да не речам погрешка настана целата работа, посебно ако збориме за Мој воздух како апликација и сега како бизнис. Иако да, секако имав намера на некој начин да си помогнам, прво си го решам сопствениот проблем, за да знам што дишам надвор и каков е воздухот, и можеби на моите пријатели не очекував дека на пола милион луѓе денеска ќе им користи апликацијата и ќе идат натаму. Така што да речем со текот на времето кога веќе се примети дека ова е нешто кое што им е потребно на луѓето, кое што се бара и кое што се користи, тогаш сватив дека ова може да има навистина голем импакт и тука навистина почна големата работа за да се осмисли, да се оформи, да се представи тој производ за да го направи посакуваниот импакт на крај на денот. Така. Сакам накратко да ни кажеш, може и на подолго, во моментов каде све се користи твојата апликација, почна како Мој воздух, се ребрендира во AirCare. Од прилика да ми кажеш кој е бенефитот што луѓето го имаат
користејќи ја твојата апликација? Зошто мене спонтано ме направи зависен да ја користам нонстоп таа апликација? Како успеа во тоа? Визуализација и лесен пристап на податоци. Кога се појави мој воздух или да Еркер поново некој ребрендирање е многу тешка работа, така што мислете го името на почеток. Сега кога искочивме надвор од границите од Македонија, моравме да се ребрендираме во Еркер. Но идејата беше дека тие податоци ние кои што ги представувавме, посебно и на почетокот кога стана голема апликацијата тука, постоја. Ние не ги мисливме податоците, ние не ги измеривме податоците. Тие податоци се мереа од државните станици за аерозагадување, но ние најдовме начин како лесно и едноставно да ги прикажеме, да ти можеш во било кое време со еден клик на телефон да дознаеш точно како е загадувањето околу тебе, наместо да отвораш некоја застарена веб страна и да пробуваш да разбереш одредени графици дали се добри или се лоши. Така што мислам дека се постигна едноставното покажување на податоци и презентирање, и тоа стана зависно кај луѓето, бидејќи и пред тоа ние велевме да, надвор е загаден воздухот, или со пријателите што викавме мириса на зима, некој романтизирање на за жал смогот кој што испадна после дека е тоа. Но кога сфатиш дека може би 10 или 20 пати на моменти е надвор загадено повеќе од тоа што треба да биде дозволено, тогаш наистина стануваш зависен со апликацијата и цело време сакаш да знаеш дали е безбедно да отвориш прозор или да излезеш надвор. Да. Те знам тебе си доста активен и си активист, практично се имаш и Мој град, некоја нова приказна, меѓутоа ќе се вратам малце на тоа, би сакал да ни кажеш нешто повеќе околу тоа. Ајде да направиме еден хибрид сега, пошто нели настанов го најавуваме цело време хибриден, а практично испадна само мојов панел да е хибриден и многу сум среќен за тоа. Владимир е некој кој што моментално не е во Македонија, меѓутоа сакам да ми кажеш нешто повеќе за твојот бизнис, односно твојата конекција со природата. Како уствари најде начин да создадеш бизнис, дружејќи се буквално со природата? Те молам. Се надевам се слушаме. Чекам. Благодарам за поканата. Ја почитувам оваа идеја. Поздрав до сите соговорници и до претходните учесници. Ми е драго што можам некако на некој начин да допринесам. Нема да одземам време, па ќе тргнам директно со некоја мала најава. Органика нова, фирмата или беше најавено како Orgalife бренд, брендот е Orgalife, брендот на продуктот. Всушност стартуваше, како што и веќе претходниот соговорник Горан спомена, дека некако случајно, едноставно потреба од контакт со природа, на конкретно бидејќи е фамилиарен бизнис на мојот татко, и на некој начин свативме ние дека најверојатно делуваме на животната средина преку, можеме да делуваме всушност преку ваков вид на продукти на кои се работи за органско сертифицирано ѓубриво, биостимулатори, подобрувач на почва. И сега што тоа и да значи, да не правам пичинг, значи дека еден вид на јогурт за дигестивниот тракт на растенијата, или тоа е почвата, земјата, која што нели растенијата користат како снабдувач на храна, но што е интересно е дека нели ние не знаејќи што правиме како секој стартап, и ако гледајќи долгорочно не сме некој, мислам, одамна функционираме, со тоа што имаме еден револуционерен продукт кој што функционира некои 7-8 години, можеби тоа веќе не е во стартап, туку е во скилинг ап некоја фаза, но свативме дека всушност има многу повеќе бенефит отколку само наша рекреација и некој мал бизнис конкретно во Скопје, во Македонија, можеби нели има повеќе и надвор може да се аплицира. Идејата е дека замислете само дека Балтичко море е загадено 70 до 80% од сите ѓубрива кои што се користат во нордиските земји. И кога можат тие земји да работат на промена на структурата на ѓубрување или на хранување на растенијата, тогаш едноставно можеме, нели и ние сме како компанија пресреќни, поминавме неколку ребрендирања,
нели тежок е процесот, како што беше споменато, но поентата е дека цврсто се држиме до нашата идеја која што е, нели, природниот пат е најдобриот пат и всушност не гледаме друг начин сем да на некој начин се многу повеќе се етаблираме на полето на производство на храна, но всушност примарниот момент е заштита на животната средина. Поврзано е со претходниот стартап, мислам мој воздух многу добро знам апликацијата. Ние исто така се пробиваме, земјоделие е полето во кој што успеваме да работиме, тежок е процесот, фантастично тежок е, затоа што всушност треба да се работи на анимација на луѓето. Не можам да споредам се дека воздухот и проблемот со воздухот е поедноставен, но едноставно ние го чувствуваме, го гледаме, а ова кај храната претпоставуваме што е органска храна, или не мора да биде и органска декларирана, но знаеме што значи вкусна храна, здрава храна, која што не се расипува или која што всушност природно се расипува, не останува 50 дена на полиците и личи на пластика. А во позадина на целото тоа се делува баш има импакт врз животната средина и се она што е поврзано, како сакаме да го крстиме, нека биде глобално затоплување и се она што се случува од страна на луѓето за на некој начин по мене уништување на она што е природа. Значи мал сегмент, но битен. Во тоа глобално затоплување влегува по мои информации 20 до 30% земјоделието како битен фактор, што воопшто не е мал фактор. Сакам да те прашам нешто, бидејќи те знам и од порано, те знам дека беше дел од претходни програми кои што ги водевме и те познавам дека си борец, да кажам, знам како ги водиш работите. Кажи ми, со што се соочуваш како проблем? Тоа сакам да го истакнеме, за да можеме да пуштиме една порака, што е тоа што видите, не мора да е социјален претприемач. Вие сте дел од екосистемот, вие сте стартапи. Меѓутоа, каде мислиш дека би можела да се подобри работата од сам старт па и понатаму? Еве до таа фаза до кај што ти сега стигнат. Да. Најверојатно сум во етер. Две работи би извел. Првиот е позитивна критика ќе биде. Значи тоа е две неуспешни апликации кон фонд за иновации и технолошки развој. Со припремата на апликациите беше поддржана од Increasing Market Employability, значи имаме многу добра поддршка од нив, дури со консултантски куќи ангажирани, реномирани консултантски куќи, но сепак не помина. Сакам да кажам во првиот дел дека најверојатно се работеше за непрепознавање на всушност непрепознавање на колку е битно овој сегмент животната средина да се препознае како не мора стартап туку нешто што е, например, ние имаме патентиране нашиот продукт, значи не е туку едноставно нешто да сме направили или смислиле, туку се работи на база на долгогодишно искуство. Имаме германски сертификат за органско производство, Demeter Fibel, имаме швајцарски сертификат, значи нека не биде македонски, имаме и македонски процерт сертификат, така да овие сите моменти сакам да кажам во првиот сегмент дека потребно е да се препознае, да не ме сватат погрешно, нели, соговорниците, не само IT технологијата во иновативниот сектор, туку и постојат и други сегменти. Има се финансирани се и други проекти, знам за филтрирање на вода, мислам дека беше или нешто да не навлегувам, но мислам дека нели секој се држи до своето, па можам да го кажам како добро искуство или сватите го како сакате, но сепак е позитивна препорака во овој сегмент. Второто нешто е моментот што Македонија не е дел од Европска унија. Тука се соочуваме со страшен проблем. Замислете дека треба да го нашиот продукт, мојот продукт да го извезам надвор од Македонија. Поддршката од Агенција за храна и ветерина е фантастична со сите сертификати од Институт за јавно здравје, значи тука немаме никаков проблем, но се соочуваме со проблем транспорт.
Не можете како Европска унија да пратите роба која што ќе помине со едноставни испратници или товарен лист. Овде треба да поминеме сериозни филтри кои што едноставно од самата колекција на продуктот не сме да се колекционира во збирен транспорт. Мора да се одберат какви продукти, па нас не нарачува купец во Италија 10 литри, јас не можам да ги пратам надвор. А нашиот почеток на секој стартап е всушност, знаете и Apple како почнал, продал првите 3 компјутери ги склопиле во гаража. Така да, овој момент конкретно за излегување надвор, имавме подршка, повторно ќе спомнам од многу организации, тоа беше и Кристијан знае организацијата од Македонија, Impact Hub Виена, фантастична подршка, благодарение на Кристијан и Бистра беше вклучена тука, но некако застанавме со прагматични проблеми. Значи, едноставно, излегувањето надвор од Македонија нас не е проблем. И сега, да не објаснуваме промена на име, влади и слично, се што се случува, но едноставно ние мораме, како дел од Европа, или како дел од европскиот континент, да се поврземе или да го олесниме овој момент. Македонија е мала земја, ние функционираме супер. Дури јас се изненадив последните неколку години во земјоделието Оргалеф е препознаен, како продукт органика нова е препознаена, но зошто да не понудиме нешто и надвор? Понудуваме. Во многу земји, десетина земји веќе работа, Данска имаме извоз, Турска имаме извоз. Сме работеле, но сепак овие моменти се некако лимитирачки, каде што секој стартап почнува со нешто малку, не можеме одеднаш да продадеме 3 шлепери, тоа е невозможно е тоа. Така да првиот момент беше споменав дека да се препознаат стартапи и во земјоделие, најверојатно има, веќе не ги ни следам, јас од кога после втората апликација ја добивме, веќе не следам што се случува со фонд за иновации, можеби има, а вториот момент беше отвореноста и протоколот за, тоа се влегува во оној момент Македонија дел од ЕУ. Да. Многу убаво поентира, многу убаво ни објасни и стварно мислам дека поентите се на место, бидејќи драго ми е дека имам луѓе предприемачи кои што ја отсликуваат реалноста во нивното работење. Не е секогаш позитивна, значи не е секогаш све розево, едноставно тоа е и на крајот на денот и предприемачкиот пат кој што на секој чекор се соочуваме со разни предизвици. Некогаш полесно ги решаваме, некогаш ни треба партнер за тоа да го решиме. Бистра, не намерно те оставам за на крај, знам зошто, меѓутоа сакам Асип да го прашам. Асип доаѓа од организацијата Реди, која што пред известно време отворија и предпријатие, регистрира предпријатие Реди рециклажа. Вие се одлучивте да работите со пластика и со рециклажа. Не морам да предпоставам, знам дека поле за работа кај нас има и текако. Тоа што вие го планирате да го постигнете, би сакал да ни го споделиш со нас и да видиме што би можеле да очекуваме, на кој пат ќе се развива Реди рециклажа. Ви благодарам, Кристијан, за прашањето. Пред да започнам да ти одговорам на прашањето, би сакал да им се заблагодарам на организаторите за поканата да бидам присутен и да бидам дел од денешната панел дискусија. Генерално не секој деневен настан, меѓутоа е од витално значење за да се објаснат некои поими термини, поготово кога станува збор за стартапи, за социјални предпријатија, малце да се издигне и да се постави акцентот на нивното делување, меѓутоа и нивните предизвици. Генерално, предпријатието е ново основано, стартап предпријатие, се соочивме со низа на проблеми и на предизвици, што е многу нормално за секој стартап, поготово кога станува збор за социјално предпријатие. Затоа што покрај главната цел на предпријатијата да си го максимизираат профитот, тука ние воведуваме уште една компонента, односно социјалната компонента, која што сакаме и целиме кон општествени промени.
За жал, со оглед на законската регулатива која што не ни овозможува да девуваме како социјални предпријатија, имаме низ една административни проблеми, меѓутоа и предизвик како да го дизајнираме самиот бизнис модел внатре во работењето. Тоа е на почетокот одзема време, енергија, можеби кога стигнуваме до крајната точка или предпоследната точка, размислуваме дали треба воопшто да започнеме со таква иницијатива, или пак можеби не е правото време да се започне со таква иницијатива. Меѓутоа, поаѓајќи од фактот дека сепак доаѓам од невладин сектор, дека општествениот удел, општественото, да речам, придобивките на општеството се многу поголеми од целата приказна, одлучивме да започнеме една иницијатива која што решава еден од децениските проблеми во нашата држава, можеби и во регионот, тоа се неформалните собирачи. Несвесно, уствари, поаѓајќи од првиот проблем да го решиме, несвесно решаваме низа на други проблеми во државата. Значи, освен неформалните собирачи кои што се трудиме да ги формализираме, да ги воспоставиме во една организирана форма, да имаме една подобра слика, меѓутоа и да се издигне малци, да се измени наративот на таа таргет група, ние решаваме и други општествени проблеми. Тоа е примарната селекција на секундарните суровини, меѓутоа и бенефитот на вработување на таквите лица кои што поголемиот дел се од социјално ранлива категорија, односно приматели на социјална помош. И доаѓа тука уште еден проблем кој што го решаваме, а тоа е почиста околина. Така. Вие практично решавате, имате свој интерен екосистем кој што практично е сублиматна повеќе. Поаѓајќи од првиот проблем, ние фактички увидовме дека решаваме низа на проблеми. Сега, дали тоа е баш видливо во моментов, можеби се уште не. Со самото тоа дека сме социјално предпријатие, не сме нели во еден ист левел со останатите предпријатија кои што имаат постојана замисла само за максимизирање на профитот. Како социјално предпријатие ние воведуваме нови начини, механизми како да вклучуваме останати фактори кои што ќе влијаат врз општествениот систем. Значи, тука профитот не е толку многу примарен колку што е и социјалниот импакт. Тоа е всушност разликата. Затоа и по неколку дискусии со представници од невладиниот сектор или представници од граѓански организации и активисти, кога зборуваме за социјален бизнис, они сметаат дека треба всушност да се цели само кон социјалниот импакт. А кога зборуваме со предприемачи, бидејќи во изминатиот период имав прилика да бидам во контакт со поголем број од нив, нивната цел и примарна цел е профитот. Така. Всушност ние пробуваме тие две работи да ги балансираме за да може некако да се издигне. Кога станува збор за ред и рециклажа, имавме еден период кога после креирањето на бизнес моделот имавме еден период која би била правната форма. Доколку ние основаме социјално предпријатие со бизнес модел, меѓутоа правната форма е според законот за трговски друштва, кој би бил пристапот на донаторите на инвеститорите. Тоа беше второто прашање наше. Меѓутоа и како да ги достигнеме тие дозволи и лиценци кои што ни требаат за започнување на нашата иницијатива. Откако целиот процес беше веќе дефиниран, се соочуваме со други предизвици кога треба да се почека целата администрација, целата таа бирократија некако да дојде на своите коцки, за да може да започнеме. И повторно, кога го надминуваме тој предизвик, доаѓа нареден предизвик. Сакам да напоменам дека има низа на предизвици за да се реализира една бизнес идеја која што е од социјален аспект, социјално предпријатие, и навистина беше предизвикот огромен кога требаше да се работи со целната група. Односно, за тоа кое што цело време ние уствари се трудевме да го донесеме, односно формализирање на неформалните собирачи.
И тука пројавува тој скептицизам од нивна страна, недоверба кон институции, недоверба кон системот, меѓутоа и кон целата бизнис идеја, како би можело тоа да функционира, покрај тоа нели деценијски проблем што до сега никој не го започна. И кога ќе го согледаш сето тоа, доаѓаш до момент можеби на мотивираност, истовремено и демотивираност. Демотивираноста е во поглед на тоа дека придонесуваш премногу во една иницијатива, а се уште не може да се видат резултатите на тоа. А мотивираноста е па дека почнуваш нешто што никој тоа не го започнал. И тоа го почнуваш буквално од нула, малтени и од минус. Така. И така нашето работење се сведува на 3 фази го поделивме, за да си олесниме работата, меѓутоа и да го стекнеме искуството кое што ни е потребно за да делуваме. Ready Recycling не случајно го спомнувам и на англиски, бидејќи како невладина организација Ready е регионална организација која што делува во повеќе држави и всушност цела иницијатива е предизвикана од детектирање на проблем кој што е во сите овие земји. Затоа што има, поради тоа, уствари, ние планираме да ја воздигнеме целата иницијатива и има можност да се прошири. Целиот тој процес го поделивме на неколку фази. Во моментов сме на првата фаза, односно собирање и транспорт на безопасен отпад, кој што во наш интерес тука е пластиката, пет пластика, пет амбалажа и хартијата. Започнуваме со првата фаза во моментов, втората фаза би ни била складирање и третман, кој што би носел дадена вредност на собираниот материјал, и третата е веќе рециклирањето или upcycling, reusing и да видиме кои се можностите за да се искористат тие секундарни суровини. Мислам и верувам во целата иницијатива, веќе имаме доста добар наратив кон истата и работењето, иако се усложнува процесот во секоја смисла, меѓутоа тоа допринесува едно посебно искуство, една посебна енергија, онака страствено да се вклучиш несебично и да придонесеш кон решавање на овие проблеми. Да, дури мислам дека импакт предприемачите се во предност пред традиционалните, бидејќи кога си индиспониран да работиш, едноставно мотивот за да ја направиш промената може многу лесно да те врати назад. Тоа што го спомна, сакам да го ставам како тема, е да се регистрираме како социјално предпријатие. Дали сметаш дека нешто ќе се промени доколку вие сте регистрирани како социјално предпријатие, бидејќи во текот на годините многу често се зборува сега ќе има закон за социјално предприемништво, па нема да има закон, дали е потребен, дали не е потребен. Има многу земји каде што не е регулирано со посебна легислатива, има и такви каде што е. Меѓутоа, од тоа што го гледаме кај нас на терен, во нашиот екосистем, најчесто бизнисите, односно невладините кои што работат во делот на социјално предприемништво, сметаат и се погласни дека е потребен законот за социјално предприемништво, доколку, например, во излагањето на Владимир не почувствував дека има потреба да има посебен закон за социјално предприемништво. Намерно ја поентирам темава, бидејќи дали е тоа до мајндсетот, дали сакам да почнам како социјално предпријатие и на папир, или почнувам, одам, се борам и барам пазари, или едноставно сметаш дека нешто плюс ќе ви донесе тој закон, а после ќе се префрлиме и на бистра чисто на тема. Како што го прочитав јас нацрт, драфт верзијата на предлог законот, веќе со години се дискутира за малтене исти работи. Веќе од 2015 година со првиот нацрт закон. Сметам дека сите тие работи не се толку многу сложени, кои што ги прават скептични носителите на закон да го воведат веќе. Имено станува збор дека можеби ќе го злоупотребат законот, останатите предпријатија. Меѓутоа тоа е многу очигледно кога станува збор за социјално предпријатие, бидејќи
сите социјални предпријатија вклучуваат некоја социјална компонента. Дали тоа ќе бидат маргинализирани групи, дали тоа ќе биде општествена корисност за нешто конкретно. Меѓутоа тоа е многу очигледно и многу би ги олеснило административните, меѓутоа и трошоците во еден бизнис. Поаѓајќи од тоа дека ќе зборувам од аспект на ресайклинг. Цената на пластиката очигледно и драстично опадна во изминатиот период поради ковид кризата. И немаше тука бизнис логика да се започне со имплементирање на таков бизнис, со покрај сите тие трошоци кои што се соочуваат и останатите бизниси. Малтене ние сме исти, меѓутоа нивната цел не е да воведат нови лица кои што можеби никогаш не работеле во тоа, немаат искуство или пак имаат низа на специфични навики кои што ние се трудиме да ги менуваме, туку они се го максимизираат само профитот. И не е воопшто фер да се започне од иста точка со нив. Поради тоа сметам дека со законот за социјално предприемништво, социјалните предпријатија ќе бидат многу, ќе им се даде еден потик и ќе им се ускратат тие административни, меѓутоа и трошоци кои што ќе имаат во нивното работење. Дали тоа станува збор за даноци, дали тоа станува збор за повеќе ревизии или слично, меѓутоа многу драстично би олеснило работата. Така. Во секој случај може тоа да биде стимулативно и за традиционалните бизниси да се трансформираат во социјални бизниси. Бистра, мислам дека идеално време да се вклучиш, односно идеално време е секојаш да се вклучиш. Мислам дека добра слика ти дадовме. Ти си во моментов подпредседател на Националниот стартап совет при Фонд за иновации, така да посебно си ангажирана околу делот за социјалното предприемништво, некој кој што животот го живее со тоа темпо и би сакал да затоа и те оставив последна од дечкиве, да што препознаваш ти? Знаеш дека од самиот старт работиме со социјално предприемништво тука во Македонија. Ти си во Европа, ги пренесуваш искуствата од тамо, учиме доста, се развиваме, но кој е твојот впечаток денеска? Фала, Кристијан, поздрав до сите. Многу ми е криво што не можам да ја видам публиката, меѓутоа уживам во гледката на говорниците и ве слушам и вака подскокнувам малце на столчево, пошто сакам да се вклучам во дискусија. Многу инспиративни поенти веќе беа кажани, ќе се потрудам и да не се повторувам премногу. Меѓутоа во насока на социјалното предприемништво, како јас гледам на тој тип на предприемништво е дека навистина нема некоја голема разлика помеѓу традиционалниот бизнис и социјалниот бизнис во форма на раст, меѓутоа има во форма на каков е тој раст и што всушност бизнисот креира како вредност, дали оди само на мерење на профитот или одиме на мерење и на некои други социјални или зелени добра, дали влијание на животната средина или некои одредени социјални проблеми. Без разлика имаме толку многу проблеми во светот во моментов што мислам дека ако почнеме да се надпреваруваме кој проблем попрво да го решиме, а не кој го решава прв проблемот, мислам дека ќе создадеме една многу здрава економска пракса која што може да овозможи раст не само во европски држави или развиени држави, туку и во држави како Македонија. Кога прв пат почнавме да работиме со социјалното предприемништво во Македонија, или барем од моето лично искуство кога почнавме прв пат, ја донесовме една од програмите наречена Social Impact Award, каде мислам дека и Горијан во првите едиции доби Community Award за Мој воздух во тој момент, така се викаше апликацијата, а и неколку други спикери кои што ги имавме во претходните панели беа дел од селекцијата во тие први, да речам, обиди да креираме некаква програма за поддршка. Најинтересниот момент во таа програма ми беше дека имавме можност да доведеме меѓународни експерти да работат со нас во Македонија. Или имавме можност на македонските стартапи или македонските млади идеи да им дадеме светска публика, да можат да презентираат и да се запознаваат со други млади луѓе кои исто така работат во таа сфера. И што беше за мене уникатно да се види? Дека ние имаме што да понудиме како знаење исто така.
Не е се во тоа што го прават во странство. Многу е битно да ги разменуваме праксите и искуствата. И јас лично сметам дека во социјалниот бизнис ние и како имаме што да понудиме како знаење. Прво и основно вредносно доаѓаме од еден систем политички кој што постоел во Југославија и понатаму, каде што се креирала една слика за општествено добро. Таа можеби генерацијски не е врзана толку со нашата генерација, или ја и да не навлегувам во генерации, години, возрасти, него повеќе сакам да кажам дека е некако вметната во нашиот код. Ние имаме разбирање за општествено добро. Она што е исто така интересно е дека имаме многу проблеми за решавање. Проблемите се можности, проблемите се една прекрасна работа. Кога би можеле заеднички да решаваме проблеми и да ја научиме таа тактика на соработка, дали помеѓу владин сектор, невладин сектор, бизниси, сите, буквално сите, ние би можеле да представиме еден иновативен, потполно непознат за нашиот регион, пристап на креирање решенија кои се и профитабилни и вредни за пошироката заедница, не само за луѓето кои профитираат од тој бизнис. На претходниот панел бев исто тригирана, да речам, позитивно, од еден од колегите, Игор, од X Factor Accelerator, кој рече, нас во Македонија ни фали юникорн. Се согласувам, потполно се согласувам. Ни фали юникорн. И убедена сум дека тој юникорн треба да доаѓа од социјалните или зелените бизниси. Тој юникорн има разлика дали ќе биде Горја, Air Care, или ќе биде некој бизнис кој формирал фабрика и го загадува воздухот додатно. Да бидеме внимателни што бираме да биде нашата следна стратешка цел. И да се спуштам малку на земја, гледате, можам да филозофирам доста долго, а Крис го гледам нешто мрда, така да ми дава знаци дека морам да прецизирам. Во мојата улога во Националниот стартап совет, навистина прво ја поздравувам таа иницијатива затоа што е една од првите иницијативи каде стартап заедницата влегува во некоја формална улога на сугестија и адвайзинг на самите владини институции. Во исто време работам и дел сум од работната група за социјално претприемништво и законот за социјално претприемништво. Има многу препреки и многу дискусии. Аз и добро кажам, постојат тие дискусии веќе од 2015 година. Она што сакам да го потенцирам е дека сметам за економскиот систем во Македонија и политичкиот ќе биде позитивно да се издвои и дефинира што е социјален бизнис и што е социјална иновација. Не толку заради процесот на регистрација или ослободување од данокот или некои такви слични мерки, кои мислам дека нема брзо и така лесно да поминат, туку најбитно за фонд за иновации и други институции кои што се многу пофлексибилни и отворени за раст на стартап системот, да можат да ги прилагодат своите отворени повици и за социјални и зелени бизниси. Да можат да речат, ние ќе имаме повик само за таа сфера. Да можат по дефиниција законска да овозможат одредени инструменти да стигнат до Владимир и до Оргалайф, а не Владимир да се надпреварува со сите останати традиционални бизниси кои што влегуваат на повикот и ете Владимир веќе имал искуство 2 пати неуспешна апликација. Тоа е моментот кој што повеќе го гледам како битен двигател, затоа што веќе инфраструктурата во Македонија се менува со фондот на иновации, но исто така и со, да кажам, желбата и визијата на останатите и министерства и владини институции, гледаме еден прогрес во визијата за македонскиот екосистем, стартап екосистем. Социјалните бизниси мора да се приближат и да бидат дел од него, затоа што реално и веќе се. И за да можеме бизниси кои што се регистрирани како занаетчиски здруженија, некогаш и невладини организации, некогаш и традиционални бизниси, трговско друштво, за истите да можат да се релевантни, мораме да го тие механизми и таа инфраструктура да ја направиме некако погодна за истите. И затоа сметам дека дефиниција на социјален бизнис ќе овозможи механиката и инфраструктурата малку повеќе да се отвори кон оваа сфера. Така е. Фала ти Бистра на освртот, многу баво поентираше и мислам дека појасно го опиша социјалното претприемништво, односно тие промени кои што сакаме ние овде да ги направиме и тежнееме кон тоа.
Сакам само да се надоврзам во муабетов да ние како акселератор, како Бизнес Импакт Лаб, носиме неколку програми кои што работат во подигање на капацитетите на импакт предпријатијата, посебно тие кои што имаат импакт компонента, но и тие кои што се заинтересирани, имаат некаков драйв, меѓутоа не знаат како да го искористат, да го дефинираат и да го измерат на крај на денот. Во една од таквите програми беше и Владимир учесник. Мислам дека многу од неговото искуство може и да сподели како го точно, така е, тоа го очекував. Супер. Едноставно сакав да ги инспирирам бизнисите кои што се на некој начин на чекор да станат посвесни за обкружувањето во кое што функционираат и барем малку да се вклучат во подобрување на средината. Имаме одлична програма која што во моментов е со отворен повик, тоа е Accelerate 2030. Тоа е така е. Тоа е програма која што посебно сме горди дека прв пат оваа година ја става нашата држава на мапата на преку 25 држави во светот. Многу се развива со драстична брзина и едноставно овозможува на сите предпријатија кои што имаат идеја за импакт, веќе работат во сферата на импакт предприемништво, да слободно да можат да бидат учесници во истата програма. Од колегите мои ќе споделат линк долу во лајвот на Facebook, така да апликацијата е отворена, слободно може да аплицирате па да се видиме и во некој од програмите. Да, Игор Маџов ми прави вака, морам да, иначе би зборувале многу долго. Би сакал да ви дадам, не сакам да го кажам завршен збор, бидејќи не ми се завршува, не е завршен збор, односно, ајде нека биде почетен збор за крај. Што да направиме? Како да ги инспирираме останатите да почнат како да ја смениме свесноста, како најлесно тоа може да го направиме, иако не е лесно. Со тоа што ќе почнеме. Така е, браво. Со тоа што ќе почнеме. На сите, значи, искрено цело време, што им зборам и препорачувам, стартап заедницата кај нас, значи, зборам низ годините, од кога јас почнав да се интересирам за стартап заедницата до сега, е милион пати подобрена, милион пати, мислам, не можеме едноставно што да кажам за заедница, освен што имаме огромна поддршка, цело време работиме заедно, едни со други се сакаме, наместо да се буцкаме, се надпреваруваме. Што значи дека прво атмосферата за започнување на сопствен стартап кај нас сега мислам дека е супер, да имаме сега го предизвици од финансирање што ги зборевме на претходните панели, но атмосферата е присутна тука и сега е моментот да се работи на стартапи кои што се поврзани со импакт и посебно со екологија. Така. Ако не почнеме сега да работиме, мислам, гледаме на каде иде целата климатска криза и мораме, еве како што збораме сите тука на панелот, на некој начин придонесуваме кон подобрување на целото тоа да го направиме. Така што имаме и шанса да отвориме наш стартап во прекрасна седница и да направиме импакт кој што се надеваме дека и наследните генерации ќе имаат придонес од истото. Така, фала ти многу, секако и темата на стартап самитов е заедно влијаеме, така да не случајно сме сите, да кажам, сплотени тука. Аз и те молам како ти најпластично би го инспирирал предприемачот да почне да се грижи за околината. Што би му кажал ти лично? На некој кој што нема никаква врска со SDG, со импакт, со социјално предприемништво, меѓутоа како би допрел до него? Вака, кога станува збор за предприемач, тоа е лице кое што самото со себе носи некоја иновативност и верувам дека сите се иновативни. Се согласувам со Горјан за тоа дека треба сите сплотени да се грижиме кон тоа. Меѓутоа јас би го додал тука малце и ризикот. Многу од новите предприемачи, многу од помладата генерација се плашат од ризикот. Може би тоа треба да го земеме малце како мотивираност да влегуваме во ризикот. Бидејќи најголемиот ризик, често пати ова го потенцирам во панел дискусиите, дека најголемиот ризик е всушност да не ризикуваш ништо.
Затоа треба да се ризикува и треба да се започне иницијативата и да не те демотивира ниту еден процес кој што би ти дошло со пречки или со било кои други потешкоти. Напротив, тоа треба да се земе како мотивираност и да се користат сите можности. Затоа што имаме премногу добри програми, имаме премногу добри акселераторски програми, имаме премногу добри мерки од државата кои што треба да се искористат и всушност они го балансираат и тој ризик. Само треба малце да имаме храброст во тој и да се впуштиме кон ризикот и да ја си оствариме целта. Така, ти благодарам, супер поента. Малце виртуелно да се префрлиме и со тоа завршуваме. Бистра, ќе го имаш последниот збор да ја ставиш јаготката на шлагот. Владимир, само кратко би сакал да те прашам, што е следно? Знам дека собравте се можно од сертификати што треба да соберете, тоа го потврдуваат вашиот квалитет и едноставно што правиме следно? Која е твојата цел? Конкретно за нашиот бизнис и идеја и се она што работиме е само едукација, не останува ништо друго. Постојано работиме само на едукација. За да може дури и стручните луѓе кои што поставуваат незгодни прашања да може да им одговориме. Значи, зборувам сега ние како компанија, но се однесува на секој. Значи, јас да бидам спремен да одговорам на буквално се, за да може да дадам одговори да покажам зашто тоа вреди. Значи, тоа е клучниот момент едукација. Сега вака на прво што ми текнина го сакав само да посочам на кратко, повторно се однесува на едукација и на примери практични, нели, она што функционира, што не функционира, нормално поддржано со статистики и чуда што доаѓаат позади, но да се доврзам на Асип дека и на Горијан исто, дека треба да се има храброст во се што се почнува. 90% од стартапите не успеваат. Но има еден добар стартап во Македонија, се нарекува Шизик на ризик. Што значи треба да се почне, треба да се обмисли идејата убаво и треба едноставно да пробаме ако гори тоа внатре за да го направиме. Се почнува на помлади години, не е доцна и на постари години, но институционално, ќе завршим со ова, нашата земја треба да изгради ние сме чинителите, но некако треба да подигнеме довербата кон институциите. И тоа е повторно преку едукација и на тој начин луѓето ќе бидат запознаени дека доколку во Финска имате стартап на секој 4 годишно се чуваат, се основаат нови компании, огромна бројка на компании се основа споредба со Македонија, иако процентуално спрема бројот на жители, нели? Но сепак вложуваат затоа што едноставно државата бара да ги искористи идеите од граѓаните. И тоа е тоа што ќе направи ние да се препознаеме, да бидеме препознаени по нешто, како што каже и Бистра, имаме голем квалитет за да можеме да се носиме со секого, само ни треба тоа да биде структурирано, организирано, поддржано од институции, препознаено и нормална едукација и само едукација и уште еднаш браво за целата иницијатива и за се она што се прави, поддршка кон Фонд за иновации и технолошки развој и поздрав уште еднаш за сите. Фала ти многу на завршниот збор да кажам. Бистра, каде бевме, каде сакаме да бидеме? Дека како за крај на панелов... Бевме во климатски промени, сега сме во климатска криза. Меѓутоа, на ниво на Македонија, многу поблиску сме до разбирање дека нема непријатели во оваа игра. Соработката ни станува малку појака страна. Ја чувствувам енергијата која Горијан ја споделува околу стартап заедницата. Гледам голем допринос од страна и отвореност од страна на владините институции. Сметам дека имаме многу повеќе акселератори, инкубатори, програми за поддршка. А фактот дека Accelerate 2030 се случува во Македонија, прекрасен знак за голем успех. Сметам дека треба да работиме само малку повеќе на наративот и таа некоја секојдневна пракса на целите за одржив развој. Ништо не е толку комплицирано колку што звучи кога го споделуваме низ вакви панел дискусии.
Во суштина, работењето на заштита на планетата Земја или на социјалното добро треба да ни стане секојдневие. Тоа не е толку целта колку што е праксата, процесот, да речам навиките. И во тој дел сметам дека исто сме прогресирале многу, меѓутоа најголем, да кажам, показател за прогресот во Македонија е кога разговарам со мојата внука, и мојата внука има свест дека треба да постои одржлива мода и fashionable да биде, меѓутоа и да биде одржлива и да ги прати одредени текови. Младите генерации ќе не претицаат во разбирањето на овие трендови. И затоа да се потрудиме да бидеме релевантни за иднината. Социјалното претприемништво го овозможува тоа. Навистина да кажам дека сите кои што сме во панелов сме на иста линија со заклучоците кои што ги искажа и Бистра. Не останува ништо друго освен да почнеме сега да влијаеме. Ние веќе пробуваме тоа да го правиме 6 години цел и со ред. Се надевам дека успеваме и се надевам дека и понатамо ќе видиме тој медиум кој што ќе ве доближува предприемачите и тие кои што имаат идеи до соодветни програми кои што ќе ви помогнат во одржување и изголемување на вашите капацитети. Многу ви фала за времето, многу ви фала Бистра и Владимир, Горјан и Јасип. Стварно ви благодарам многу за времето што го издвоивте, бидејќи обично последниот панел викаат аман кој ќе доседам до последниот панел, меѓутоа ги држи мотивот и волјата за нетворкингот и сега после ова продолжуваме надвор на пијачка, на нетворкинг. Ви благодарам дечки вас многу, ви благодарам сите што не следевте онлайн, благодарам уште еднаш на тимот, благодарам на Фонд за иновации, уште еднашка фала Коста. Сега се одјавуваме, така, се одјавуваме, ние продолжуваме да заслужено да се напиеме пијачка и се гледаме следна година. Чао! Ви благодариме. Официјално под мотото заеднички влијаеме го затвараме и првиот национален стартап самит во земјата. Голема благодарност за организаторите, Стартап Македонија, Бизнес Импакт Лаб, најголемиот поддржувач Фондот за иновации и технолошки развој и SVCP. Сега ве поканувам на нетворкинг, а претходно може и да направиме една групна фотографија со сите протоколи со маски. Ама еден аплауз и за Диме ве молам. Ти благодарам. Може една групна фотографија само организаторите и стартап заедницата и